Амбасадорот на Кина во Македонија Џанг Џуо денеска оствари работна посета на општина Зрновци, каде имаше една часовна средба со градоначалникот Борчо Коцев и представници на локалната самоуправа, при што двајцата соговорници разменија корисни информации и идеи за соработка во повеќе сфери, како младинските активности, културната соработка и бизнис релациите, особено во делот на туризмот. Истакнувајќи го своето задоволство од начинот на кој успешно функционира една мала општина каква што е Зрновци, амбасадорот истакна дека се надева и ова ќе биде почеток на поконкретно зближување и понатамошно развивање на соработката. Задоволство ми е што имам состанок, да ги пречекам и што имам состанок со градоначалникот Коцев. Се согласувам за целите кои што ги има поставено градоначалникот за економските цени, за развојот на урбанизмот и на туризмот во оваа мала општина. Надева дека ќе има поголема соработка во однос на младинскиот совет и во однос на локалните жители овде. Состанокот, односно конгресот на Кинеската партија кој што се одржал 2022 било нагласено дека ќе се залагаат за понатамошна соработка на светско ниво, а особено и со помалите земји, помалите општини. Во наредниот период би сакал да ја представи општината Зрновци на што повеќе фирми од Кина и што повеќе луѓе од Кина. Имаме отворена покана градоначалникот и сите тука присутни да ја посетиме амбасадата на Република Кина, па ако имаме можност некогаш и самата Република Кина. Градоначалникот Борчо Коцев изрази надеж дека општина Зрновци може да оствари некакви значајни проекти поддржани од кинеска страна и дека таквата соработка ќе придонесе за поквалитетен развој на неговата општина. Денес во посета на општина Зрновци неговата екселенција амбасадорот на Република Кина Џанг Суо поразговаравме, односно ја представивме општина Зрновци, нашата стратегија, нашата визија, нашите планови. Се заблагодаривме за сето она што Република Кина го има направено изминатите години и над 25 години билатерална соработка. Особено благодарност што одвои значителни средства за време на пандемијата во делот на здравството, социјалата. Ние се надеваме на искрена понатамошна соработка на локално ниво со амбасадата на Република Кина, така да во блиска иднина би можеле да се реализираат и некои дел од некои проекти кои што веќе имаме проектни документации и што се реална потреба за граѓаните на општина Зрновци во сферата на животната средина, комунална инфраструктура и туризмот. Кинескиот амбасадор потоа прошета по центарот на Зрновци, а домаќинот и високиот гостин посетија и преработувачки капацитет за оризова арпа и белорис. Срдечната средба беше збогатена со меѓусебни скромни подароци кои ќе сведочат за стекнатото пријателство.